Слободно изразување, професионално известување, колку е застапена слободата на медиумите, особено во овие тешки времиња полни со предизвици. 3 мај се одбележува како меѓународен ден на слободата на медиумите. Каква е состојбата во оваа смисла на локално ниво? Разговаравме со колегите Зоран Андонов, долгогодишен и искусен новинар, и Александар Самарџиев, исто така искусен новинар и уредник на порталот Тетово Инфо. Андонов вели дека многу е важна улогата на самата редакција во однос на професионалното новинарско работење. Слободата на изразувањето, односно на новинарското изразување, длабоко е поврзана со ставовите на редакцијата, односно колку новинарот има слободен простор од редакцијата да го кажува она што навистина се случува, односно објективно да информира. Новинарот може да биде објективен, но ако тоа редакцијата поради одредени причини не му го дозволува, односно го, да речеме во наводници, го цензурира на некој начин, тогаш и самиот новинар без да сака не е слободен, нема слободно информирање. Значи, ставот на редакцијата е многу битен. И тоа ја одредува слободата на новинарството во Македонија и не само во Македонија, насекаде. Објективното новинарство мора да биде оној примарен дел од новинарското известување, бидејќи само така може ние како новинари да стекнеме доверба кај граѓаните, редакциите да стекнат доверба кај граѓаните. Во спротивно се случува она што во повеќето земји, па во голема мера кај нас се случува, односно не им веруваат на новинарите, не им веруваат на редакциите и све се сведува на некои нивни толкувања кои најчесто се погрешни. Самарџиев ја потенцира важноста на независноста на медиумот и непотпаѓањето на влијанија. Слободата на медиумите е една работа или процес кој што е во некаков магичен круг, нели, под наводници. Од една страна сите зборуваат за слобода на медиумите и нели нивно слободно изразување, слободно истакнување на теми и проблеми. Од друга страна го има проблемот со опстојувањето, за кое што се смета дека од некои луѓе во медиумите дека не би било можно без државна помош, што е контрадикторно само по себе. Доколку сакаме слободни медиуми, не можеме да го прифатиме она што некои се залагаат да има државна помош од владата со државни пари. Со тоа впрочем овозможуваме да има влијание државата врз медиумите, како тоа ќе известуваат и како тоа ќе работат. Во Македонија има голем број на фриленс новинари, тоест новинари кои што работат од дома, од далечина. Тие се најмногу погодени од таа условно речено слобода на медиумите, бидејќи се соочуваат со најосновни проблеми како што се здравствено и пензиско осигурување, плати. Во текот на пандемијата некои ги изгубија нивните привремени работи како фриленс новинари и така што за слободата на медиумите се уште мора многу да се работи. Фактички новинарството и медиумите имаат повеќе предизвици и проблеми отколку простор за да развиваат некоја поширока слобода на изразување преку медиумите. Инаку земјава бележи влак напредок на листата на Репортери без граници за слобода на медиумите на светско ниво, со што регистрира скок од 3 места во споредба со минатата година.